Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Вчера светот го одбележа меѓународниот ден за борба против ракот. А од друга страна, Македонската алијанса на пациентски организации 2016 ја прогласи за година за борба против ова сериозно заболување. Ке се стави акцент на превенцијата, диагностиката и третманот. Загрижува и статистиката според бројот на ново заболени во Република Македонија. Минатата година и во земјава има околу 4200 ново заболени македонски граѓани од некој вид на рак. Ова сериозно заболување може да се лекува, меѓутоа најдобра е и превенцијата. Треба да се, според препораките на Светската здравствена организација, треба да се внимава на здравиот начин на живот, да се има здрава исхрана, физичка активност, избегнување на стрес, загадена околина, алкохол, цигари, намалување или не пушење и не пиење алкохол и да се избегнува радијациско и сончево зрачење. Во денешното издание на Здравје со доктор Игор Спировски, експерт за исхрана во Институтот за јавно здравје, ќе се осврнеме на еден сегмент од превенцијата против рак на било кој вид на рака, тоа е превенција со исхрана. Доктор Спировски, добре дојдовте во Здравје. Добар ден и добре ве најдов. На почетокот ја најавив статистиката која загрижува во Република Македонија, меѓутоа и Светската здравствена организација во неколку наврати, неколку години наназад става акцент на превенцијата. Како може да го превенираме ракот како заболување преку исхраната? Добро спомнавте дека 2015 година беше една пресвртна година во однос на ставовите на Светската здравствена организација во однос на ракот. Особено што во таа година, значи при крајот на минатата година, се случи една објава на една агенција на Светската здравствена организација, тоа е Агенцијата за истражување на рак со седиште во Лион во Франција, која што првпат квантификуваше ризикот рак поврзан со исхрана. Имено таа агенција, обработувајќи преку 800 научни студии со различна валидност и со различни целни групи на истражување, за прв пат прикажа дека јадењето на црвено месо и на месни преработки е поврзано со одредени типови на карцином и тоа валидирано спрема силината на доказите. Во однос на месните преработки, таа валидација значи дека ако јадеме 50 грама месни преработки дневно, ризикот од колоректален карцином со голема веројатност, значи со силна јачина на доказите, ни е зголемен. За црвеното месо, јачината на доказите е малку помала, што значи ризикот е малку помал, односно тврдењето дека може со 100 грама дневно јадење на месо, околу 17 на црвено месо, потенцирам, околу 17% ни се зголемува ризикот од рак на целиот гастроинтестинален систем, значи на целиот систем за варење на храната. И меѓутоа не само на тој, туку јадењето на црвено месо се поврзува и со ризикот рак на простата и карцином на града кај жените. Така што имаме различни ризини кои се квантифицирани. Овие податоци кои ги споменавте се студии од проекти работени за Светската здравствена организација. Тоа се студии кои што се анализирани на светско ниво и кои што опфатиле различни целни популации и различен број на луѓе, меѓутоа одбраните студии кои што се испитувани се најчесто така наречени мета студии кои што опфаќаат многу голем број на испитаници и се следени во подолг временски период.
така што нивната значење и нивната научна вредност е многу голема. Така, освен црвеното месо кое го споменавте и вие и Светската здравствена организација и местните преработки, тука спаѓаат разните салами, преработки од месо, колбаси и така натаму. Така. Која друга храна може да предизвика појава на рак? Значи, превенцијата од карцином поврзан со исхрана е докажана за повеќе прехранбени намирници, да речеме, ако така ја дефинираме храната. Значи не можеме да дефинираме за композитни храни, туку за повеќе намирници. Така што дефинирањето на тие храни во дефиницијата на ризиците поврзани со тие храни се викаат храни кои што имаат висока количина на сол, масти и шеќер. Она што ние упростено го викаме брза храна или junk food и така натаму, во научната условна терминологија се вика, како што кажав, храна со високо содржина на сол, шеќери и масти. Сите овие, значи, доколку во определена храна имаме покачена, има одредени прагови, колку тоа би било, покачена содржина на сол, на шеќер или на масти, сите тие храни се со зголемен ризик првично од хронични незаразни болести, како категорија на болести, во кој што спаѓа и ракот. Меѓутоа, тука се и кардиоваскуларните болести, диабетот тип 2 и покажените масноти и така натаму. Така што јадењето на таква храна го зголемува ризикот од сите тие болести, вклучително и од ракот. Така што меѓутоа доколку се проба во некоја се умерена количина, предпоставувам дека ништо не е опасно. Значи, така е. Во континуитет ли треба да се консумира таква храна? Значи, колкава количина треба да јаде еден човек дневно за да биде потенцијален кандидат за заболен од рак, кандидат по наводници? Како што го спомнав примерот на црвеното месо и на местните преработки, за кои што имаме квантификација од 50 односно 100 грама дневно, ние кога кажуваме тоа како вака 50 или 100 грама, тоа баш и не делува дека е многу голема количина, меѓутоа најголем број од студиите за исхрана кои што се правени во светот, па и кај нас, лани направивме прва студија, покажува дека просечната исхрана на просечно население, не на поединци, е далеку под овие норми. Така што просечниот македонец, односно жител на Македонија, во просечниот оброк консумира далеку помалку од 100 грама месо дневно или од 50 грама месни преработки дневно. Така што тоа докажува дека со вообичаена, умерена исхрана и умерено земање од повеќе категории на храна, значи, ако категориите според на стара класификација на пирамидата ги делиме на првиот кат на пирамидата се житата, лебот, компирот, тестенините и така натаму, па погоре овошјето и зеленчукот, па потоа месото и месните производи, млекото и млечните производи. Значи, ако според тие препораки земаме умерено, ризикот ни е далеку помал. Така што овие, иако не изгледаат дека се многу 50 и 100 грама, всушност е тоа екстремно земање на црвено месо и подолг временски период. Ризикот е ако секојдневно малтене конзумираме тој тип на храна. Доколку правиме разновидност на нашата исхрана, ризикот од такво ниво на консумација е многу мал. Така, пред малку споменавте фастфуд исхрана. Дали има научни студии со поврзаност на оваа храна со како можна причина за појава на карцином и некое друго заболување? Научните студии за така дефинирани како што ви прашувате се многу ограничени. Ретко ќе најдете студија во која што ќе ви покаже дека баш храната од така не е потенцирано во научните студии. Заклучоците, баш пошто заклучоците придонесуваат кон некаква каузалност, доколку ние ги земеме овие студии кои што во моментов ги имаме и доколку ги земеме податоците кои што ги имаме и кај нас и од други извори во други држави, апсолутно можеме да ја поврземе исхраната со овој тип на храна кој што ја спомнавме, со високо содржина на сол, шеќер и на масти, со појавата на определени карциноми. Секако дека тоа е главниот ризик поврзан со исхраната.
Така, доктор Спировски, вашето искуство и истражување, бидејќи веќе неколку години сте во Институтот за јавно здравје, што покажува, значи, која храна, да дефинираме, е можен причинител за карцином? Значи, која исхрана, конкретно? Причинители, односно поврзани со зголемен ризик од карцином, се овие храни кои што условно се викаме висококалорични. Односно, не само висококалорични, туку храна која што ни носи така наречени празни калории. Во најголем број случаите во таа храна нема ништо освен калории. Так. Односно енергетска вредност. А тоа ви е оваа храна во која што нутриенсите кои што придонесуваат за зголемување незин квалитет се многу малку достапни или е таа сиромашна со такви нутриенси, а има во себе содржи само празни калории кои што нас не даваат некаква енергетска вредност со која што ни дозволуваат да функционираме, меѓутоа ништо друго освен тоа. Нутритивниот квалитет, а нутритивниот квалитет на храната се цени по тоа колку нутриенси ни дава кои што може да ни го подобра здравието, нас како здравствени работници тоа не интересира, е многу мала, особено во овие храни кои што ги спомнавме. Так, тука црвеното месо, пак ќе спомнам, има своја голема корист во организмот, меѓутоа консумирано во определени количини. Така, ако екстремно го консумираме, тоа веќе не станува штетно. Така и не секојдневно. Така е. Инаку е незаменет извор, да речеме, на железо. Го злоупотребува организмот секоја претерана количина на одреден вид на храна, а не само црвеното месо. Значи, количината е многу важна. Так. И за некои висококвалитетни храни количината е важна. Подосна во текот на емисијата околу количината на храната, повторно, тука ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме со разговорот на тема рак и исхрана. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мейл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Денешен мој соговорник во Здравје е доктор Игор Спировски, експерт за исхрана во Институтот за јавно здравје. Со доктор Спировски зборуваме за исхраната како една од можните причини за појава на рак. Доктор Спировски, го споменавме црвеното месо, месните преработки, тука спаѓаат саламите, колбасите и се останато. Висококалоричната храна ја потенциравте. Значи, се што е висококалорично и се јаде во неограничени количини може да предизвика карцином. На што треба да се внимава најмногу за да се избегне овој ризик, да го добиеме ова тешко и сериозно заболување преку исхраната? Па исхраната секако е еден од многу важните фактори, не можеме само неа да ја обвиниме секако за добивање на определен тип на карциноми, меѓутоа бидејќи карциномите на гастроинтестиналниот тракт, односно на системот за варење се многу поврзани, скоро па каузално се поврзани со со начинот на исхрана, тоа секако, како што реков, треба да внимаваме на продуктите кои што ги консумираме и на композитот на тие продукти во нашата секојдневна исхрана. Реков дека умереноста е еден од главните фактори, покрај адекватната исхрана, покрај количината на калории, и секогаш јас советувам да го искористиме она што го имаме кај нас. Значи, Македонија е земја во која што се уште за релативно малку пари можеме да најдеме релативно квалитетна храна, без при тоа да обрнуваме преголемо внимание на она што гледам дека меѓу нашите луѓе често се зборува, па не знаеме од каде потекнува, па каква е, па GMO храна и така натаму. Без оглед на тоа, во нашава држава имаме квалитетно овошје и зеленчук, квалитетни жита, од кои што можеме да јадеме и неинтегрални, но и интегрални производи, од кои што можеме да добиеме доволна количина диететски влакна кои што се заштитна, го заштитуваат нашиот систем за варење од оштетување. При тоа морам да нагласам дека овие тип некогаш и
малку и помодарски трендови од типот на безглутенска храна и така натаму, не треба да се обрнува многу внимание на нив, туку треба да се обрнува внимание на она што го имаме, доколку се ако немаме медицинска индикација за јадење на безглутенска храна, а тоа ќе каже лекарот. Значи треба да го јадеме тоа што го имаме и треба да го јадеме во умерени количини и треба овие ризици на премногу масна храна, на храна со доста сол, која што не поврзува со зголемен крвен притисок, кој што исто е на еден од ризиците за добивање на акутни сега кардиоваскуларни настани, треба да се избегнува. Така што тие се препораките не треба да се усложнуваат, односно треба да внимаваме на количината и треба да внимаваме на видот, односно од каде ги добиваме калориите, така, да не јадеме празни калории. Апсолутно нема потреба од страв, нема потреба од кревање на фама. Може да се јадат и сувоместното, меѓутоа во умерени количини. Да внимаваат и да не биде тоа доминантен начин на исхрана. Так. Да не биде тоа доминантно нешто кај што добиваат својата енергија. Во таков случај ризиците се зголемуваат значајно. Големи се ризиците за појава на рак, но и за други сериозни, како што споменавте, кардиоваскуларни, меѓутоа тука и гојазност, односно дебелењето. Дебелењето е основен ризик фактор за незаразните болести во државите во светот. Особено во развиените држави, што ги викаме ние западниот свет и земите во развој, во која што по некои индикатори сме ние. Така што високиот body mass index е основен ризик фактор. Студијата на Lancet во 2015 година, во која што опфати 100 од 180 земји популацијата на кои ризици најмногу е подложна, високиот body mass index, односно дебелината, е број 1 ризик за хронични незаразни болести, а рековме, бидејќи дебелината е ризик, а карциномот и кардиоваскуларните болести се болести, тие одат една со друга. Така што ако ние ризиците ги намалиме, и појавата на болестите ќе ја намалиме. Значи тоа е комплетна превенција. Тоа е комплетна превенција и превенција која што треба да се почне. Но доктор Спировски, како еве сега родителите се почесто им даваат на своите деца, им дозволуваат всушност да јадат ваква храна, фастфуд храна богата со калории, тука зборуваме за разни чипсови, смоки и останато, сувоместнати производи. На што треба да внимаваат? Значи, дали треба од самиот родител да се тргне за да се превенира овој ризик, или треба поголема кампања за да се превенира дебелината, односно гојазност? Сите кои што сме родители, знаеме колку е тешко децата да се оттргнат од она што им е надофат на рака. Или надофат на очи, тоа значи надофат на рака. Таа борба не е лесна и јас ги разбирам родителите понекогаш кои што им дозволуваат на нивните деца да јадат таква храна, меѓутоа пак ќе речем, не треба да се биде пререстриктивен, меѓутоа треба да се има контрола на тоа на што се изложени нашите деца и како ние да го контролираме тоа. Улогата на родителите е доминантна во стекнување на навиките. Тука може многу да направи државата со определени мерки кои што како држава ќе ги наметнеме за да децата пак ги намалиме нивната изложеност на таа храна. И културата во домот, ние викаме хигиена на живење и хигиена на живење надворешниот простор, односно доминантно во училиштата. Значи на три места би требало да се фокусираат мерките кај родителите во подигање на свесноста и кај државата и кај локалните самоуправи кои што треба да направат околина во која што децата нема да бидат изложени така наречена обезогена храна, која што ствара дебели деца. Затоа што е докажано дека имаше некои обеди за сендвичари, за такви тоа се уште не е регулирано на начин кој што во некои држави е регулирано, пак ќе речам тешко е тоа да се имплементира, но подобро да се спречува отколку да се лекува. Но напори мора да се прават, затоа што рековме и извештајот за дебелина кој што излезе пред некој ден од комисијата што ја формира директорката на Светската здравствена организација, во кој што се сеат најеминентни членови кои што ја знаат оваа проблематика, вели дека ние мора да се потрудиме да ствараме таква околина.
Така, доктор Спировски, ви благодарам за овие информации и корисни совети кои ги споделивте околу исхраната поврзана со ракот со слушателите на Радио Слободна Македонија. Благодарам за поканата. Се надеваме дека и во некоја наредна прилика ќе зборуваме повторно, но со конкретни чекори околу превенција за карциноми и други сериозни заболувања. Ќе ми биде задоволство. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Владимир Дамјановски, видеореализација Драган Зафировски. Денеска сме петок, 5 февруари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.